Здрава на сите. Сандра, ти благодарам на поканата и на убавата најава. Значи, како што ме најави Сандра, јас сум денеска тука да зборувам на тема која што верувам сите не засега ни интересира, а тоа е дали можеме на вистина да му веруваме на AI. Кога почна ова AI ера, сите бевме превозбудени на почетокот, супер, ова е тоа што ни треба, меѓутоа за брзо време си рековме, чекај, дали ни треба, да не случајно ова не замени и да ни направи лоша услуга. Па така, само да го најдам. Аха, кликерот еве го. Океј. Значи, најпрво, јас би сакала тука да се преброиме во публикава. Многу ми е мило дека гледам полна сала со луѓе, љубопитни да слушнат, да научат нови работи. Но ајде да видиме. Кој од вас ужива во правењето истражувања за, нели, да откриеме која е вистинската корисничка потреба, кој е проблемот, да зборуваме со корисници, да правиме интервју. Ве молам, кринете рака. Супер, гледам интересна бројка. А да видиме кои се оние кои што, окей, ова истражувањево, меѓутоа се баш фокусирани, си сакаат конкретно да се посветат на дизајнот или конкретно на дефинирање на самото продукт решение. Значи, окей, истражувањето, меѓутоа, нели, дајте да си ја сработиме нашава работа. Имаме такви? Окей, имаме и такви. Супер. Значи, потполно ве разбирам и едните и другите. Прво заради тоа што Product Discovery процесот сам по себе е доста комплексен и обемен, а тоа ќе го видиме и од следнава листа. Најпрво, зошто ни е потребен Product Discovery процес? Многу се зборува, многу се потенцира дека е важен, дека е потребно да ги направиме тие истражувања, меѓутоа, дали сите сме свесни зошто ни е потребен? Одговорот е затоа што ни помага да одлучиме дали ова што сме решили да го градиме на вистина треба да го изградиме. Дали ќе го сакаат нашите корисници и дали ќе им донесе вредност, односно дали ќе имаат бенефити, дали некако ќе им помогнеме, ќе им го лесниме животот. И еве ова едноставна листа како изгледа за сите наши активности кои што најчесто ги имаме во Product Discovery фазата. Што значи ова е традиционалното истражување. Почнуваме нов продукт или почнуваме нова област на продуктот, која што нели треба да ја откриеме допрва, првично од каде ќе почнеме. Ќе почнеме со читање на милион документи, со можеби анализирање на некој фидбек или доколку е постоечки продукт, разгледување на некои метрики, меѓутоа за тоа ни треба време да го исчитаме, да го провериме, да преслушаме некои видеа или интервјуа кои што ги имаме. Понатамо, идентификуваме наши конкуренти, правиме анализа, споредуваме, потоа дефинираме ресерч план, дефинираме прашања за интервју, правиме интервјуа, запишуваме белешки од интервјуата, потоа пробуваме да најдеме логика, да најдеме смисла од сето тоа што сме го слушнали и така натаму. Да не одам по сите чекори, листата е јасна и верувам дека повеќето од овие чекори ви се познати и самите ги правите. Мојата лична проценка и од искуството со други луѓе кои што нели се вклучени во Product Discovery процесот е дека за еден Product Discovery процес ни е потребно некаде минимум 3 до 5 недели. Зборуваме баш да се направи Product Discovery by the book. Значи да почнеме од почеток, да ги направиме сите потребни активности. Сега, кога веќе имаме AI tools, си викаме супер, можеме ова многу побрзо да го завршиме. И навистина можеме. Наместо да читаме документи со денови, да бараме законски регулативи, да споредуваме закони, да бараме што е она што, не знам, Министерството за образование го препишува во таа и таа земја, ние можеме со 2-3 промпта брзо да донесеме заклучок и да се едуцираме за областа во која што почнуваме да размислуваме за продукт решение. Понатамо, AI туловите многу лесно ни генерираат ресерч план, ни генерираат прашања за интервју. Веќе со многу тулови можеме да направиме и анализа на одговорите. Можеме дури, јас си поиграв па побарав и одговори. Значи побарав да се однесува ChatGPT како еден мој потенцијален корисник и да ми даде одговори. Океј, ги видов и одговорите, значи хипотетички можам да си претпоставам дека можеме да имаме и некаков кориснички аспект, односно кориснички одговори. И понатамо, исто така во листата гледаме дека сето тоа што ние го правиме на традиционалниот начин може многу побрзо да се направи со користење на AI алатки. Односно, наместо 3 до 5 недели, со AI тулови ја забрзуваме ова цела низа од акции, да речам, и можеме да ја завршиме реално за 3 до 5 дена. Но тука ќе си го поставиме прашањето дали AI
е навистина толку добро. Да, ни помага, ни го крати времето за се она што треба да го направиме, но дали наноси до точните одговори? За потребите на оваа презентација, решив да направам истражување за една идеја која што веќе извесно време ми се вртка низ глава и доколку има родители на мали деца тука во публиката, верувам дека ќе се пронедат во проблемот. Проблемот го дефинирав вака. Значи, велам, родители на мали деца често купуваат играчки за своите деца, но децата за кратко време го губат интересот и тоа резултира всушност во фрустрација и вина, чувствуваме вина, нели, зошто постојано купуваме играчки за нашите деца, за после 1-2 дена, тие ден речат ова не ми е интересно, не го сакам, потоа ни се преокупира домот со играчки на сите страни, не можеме да расчистиме, не можеме да најдеме место за нашите работи и нормално постојано трошење, бидејќи сакаме нашите деца да им е интересно да се забавуваат и да испиеме едно кафе на рад. Апликацијата ја нареков тој рој, така ми дојде во моментот, меѓутоа ќе разберете нели зошто ми дојде името, бидејќи сите сакаме да имаме поврат на инвестицијата кога вложуваме во нешто. Па така започнав да правам првично market research и значи domain knowledge да стекнам, односно да разберам што е тоа, која е побудата родителите да купуваат постојано играчки, како одбираат играчки, како децата размислуваат, во кои моменти на децата им се досадуваат играчките и зошто. И за ова го користев Perplexity, кој што од моето искуство докажано дава најдобри одговори кога правиме некаков ресерч. Односно ја користев тука и најновата функционалност која што е Deep Research. И тука не се гледа на скриншотот, меѓутоа јас себе ќе ви кажам или можеби се гледа вака. Значи Perplexity искористи 34 извори на знаење кои што во моментот ги обработи, ги сумираше и направи 44 акции, односно 44 мини анализи направи, за да ми даде еден финален заклучок за тоа што јас го прашав. И можам да заклучам дека всушност ми даде одлични одговори, одлична основа да разберам зошто родителите купуваат играчки, на кој начин купуваат или како одлучуваат какви играчки ја добијат и така натаму. Така што првите, да речам, 2 цели ги задоволи, но кога зборуваме за конкуренти, тука мојот заклучок е дека Perplexity не ми даде добар одговор. Исто ова го тестирав и за некои други проекти претходно и истиот заклучок го добив. AI туловите не можат да дадат 100% точен одговор за нашите конкуренти и да ни направат добра анализа. Знаете ли зошто? Заради тоа што кога на AI tool ќе му побараш да ти ги идентификува конкурентите, еве во случајов се повикував на проблемот кој што е дефиниран, тој размислува само на директни конкуренти. Значи јас му велам најде ми конкуренти бидејќи родителите купуваат играчки, луѓето губат интерес, а тој слуша само играчки, родители, деца, играчки, родители, деца. И кога му специфицирав да ги најде конкурентите во Македонија, тој ми извади некои продавници за играчки во Македонија кои што на сите не се познати. Но тие не се конкуренти во случајов, нели? Затоа заклучокот е дека сепак не можеме добро да ги идентификуваме конкурентите ако користиме строго само AI tool, без ние лично да дадеме некаков конкретна насока без да дадеме. Потоа, за user research или за да направам по-конкретно истражување на корисници, побарав да ми дефинира user research план и да ми креира прашања за интервју. Значи, наместо јас да мислам, да правам некој план каде што ќе размислувам во кои сегменти треба поставувам прашања, што ми е важно да извлечеме од тоа интервју, побарав тоа од ChatGPT, ги користев поновите верзии, значи 4.0 и 4.5, и можам да кажам дека навистина бев задоволна, ми даде одличен ресерч план и ми даде јасни 25 прашања за интервју, поделени во 5 сегменти, опфаќаше емотивен дел, потреби, навики на родителите и така натаму. Така што ќе речеме дека за овој дел е навистина е во ред. Следно што ми беше потребно е да изработам юзер персони и да креирам емпати мапи за нив. Но, за жал, тука се разочарав. Зошто? Заради тоа што тој ми креираше, не дека не. Меѓутоа, првично забележав дека има патерн. Значи, за секој од емпати мапите, тој ми даваше само по 3 реченици,
Дури му потенцирав, зголеми ги, дај ми по барем 5 работи што чувствуваат, што мислат, што прават нашите корисници. Тој повторно истото ми го кажа, само со други зборови и направи по 5 реченици, што значи не отиде подлабоко во суштината. Истото и за юзер персоните. Значи, она што јас му го кажав, првичниот проблем се повика на тоа и од таму дефинираше юзер персона. Слична ситуација имаше и со следната активност, односно со дефинирање на jobs to be done. За тие што не се запознаени, тоа е кога ни е потребно да ги разбереме акциите или задачите кои што сакаат нашите корисници да ги постигнат или да ги направат. И исто така и корисничкото journey, односно as is user journey, кое што нели го имаат во моментов нашите корисници. Резултатите за жал беа разочарувачки, бидејќи повторно сето тоа беше многу генерално опишано. Исто така, побарав да ми ги дефинира и самите pain points. Она што нас можеби ни е најбитно во целата ситуација, за да извлечеме кои се конкретните pain points. Но, првично кога видов, едниот скриншот еве може да се забележи, значи гледате дека ми даде во 4 групи pain points, по 3 дефинирани, но ако ги прочитате во детали, ќе сватите дека повторно тоа е оригиналниот проблем кој што јас му го зададов како промпт, тој го преврте и со други зборови го каже истото само во pain points. Значи повторно не навлезе подлабоко во суштината. И следното нешто кое што го користев или следната алатка е Dovetail, доколку на некој не му е позната, најчесто се користи за анализирање на интервјуата и согледувањата кои што ги имаме за нашите корисници. Dovetail имаат одлични AI features, кои што од моето гледиште, од она што јас до сега сум соработувала, што сум работела, на вистина дават добри резултати. Првично, од самите видеа ви дава автоматска транскрипција, ви покажува точно во кој дел што е кажано, имате one click summary, односно со еден клик може да ви даде summary од целото интервју, што значи кога ќе треба да се навраќате или да гледате во, не знам, помеѓу десетина интервјуа, многу лесно можете да мапирате во кој интервју што беше клучно кажано и исто така ви генерира highlights, односно што било најинтересно или најприкладно за вашиот проблем кој што го анализирате. И последниот фичер, кој што исто така сметам дека врши добра работа, е тоа што прави паметно поврзување на работите што ги кажале нашите корисници во теми. Односно, тоа на сите нас ни е познато како affinity mapping. Така што ќе кажеме дека да, воглавном од Dovetail и од како функционираат AI функционалностите сме многу задоволни, но има само еден мал момент тука. А тоа е дека никогаш дури и Dovetail бара мануелен refinement, односно некогаш и самиот фичер не ни ги вади најдобрите highlights, бидејќи тој работи по алгоритми и сепак, значи, размислува како машина, а не како човек кој што слуша нечи интервјуа. Но генерално ќе кажеме дека сме задоволни. И последната алатка која што е користев е за solutionizing и дизајн. За ова морам да бидам искрена, пробувам веќе известно време да најдам соодветна алатка која што ќе ми изгенерира добри wireframes, но досега сум баш разочарана од сите кои што сум ги пробала. Единствено од Lovable најдов дизајн кој што е доста функционален, изгледа убаво и е изгенериран врз база на промпт. Значи, не му дефинирав сет на функционалности, не му дадов повеќе детали, само му го дадов како промпт проблемот кој што го кажав на почетокот. И тоа е овој дизајн кој што може да го видите. Можете да видите дека изгледа како веб апликација со играчки кои што нели се наоѓаат близу нас. Малку го меша, бидејќи на почетокот ми даде ToySwap како име на апликацијата, потоа јас му дадов уште еден промпт дека се работи за апликација која што ја нарекувам Toyroy и понатаму нели го прилагоди. Така што би рекла дека Lovable ја заврши најдобра работата во однос на тоа што ми беше потребно за почеток, но проблемот со Lovable е што ретко кога ќе бидеме задоволни веднаш од првата верзија на дизајнот. И потоа ќе сакаме нели да прилагодиме. Ќе речеме, оке, ова супер изгледа, ама те молам исфрли ги, не знам, фичерот кој што е со играчки nearby или не знам, прилагоди го другиот section,
И кога почнуваме да го прилагодуваме сето тоа и да даваме повеќе промптови, тогаш веќе го збунуваме алгоритмот, почнува да го крши дизајнот и да дава неповрзани делчиња, односно не дава функционален дизајн. Така што, да одговорам на прашањата, дали е навистина добра? Да, навистина е добра. И тука ми фали еден збор. Кој би бил тој? But, така е. Навистина е добро. Меѓутоа, што е тоа што не е добро кај е? Не е добро, тоа е сепак машина. Му недостасува емоционална интелигенција. Ние луѓето се разликуваме едни од други, меѓутоа посебно се разликуваме од машините по тоа што имаме емоционална интелигенција и емпатија. Значи можеме да се ставиме на местото на другиот, да размислуваме како него, да се поистоветиме со неговиот проблем и тоа не издвојува и не прави многу подобри од сите AI тулови. Понатамо, му недостасува автентичност. На една конференција во Цирих на која што бев неодамна, една многу искусна продукт менаџерка кажа нешто што многу ми остана во мислите, а тоа е, вели, ако на двајца продукт менаџери дадете иста дата, исти инсайтс од customers, исти метрики, тие двајца ќе изградат потполно различни два продукти. Размислував многу после тоа, дали навистина е така, правев и некои мали истражувања и се испостави дека навистина е така. Зошто е тоа така? Бидејќи сите имаме наши различни перцепции, различно ниво на емоционална интелигенција, различни согледувања, различни уверувања. И тоа не прави автентични. А доколку го дадете истиот промпт или истите информации на ChatGPT, на Perplexity, верувајте дека сетот на функционалности кои што ќе ви го изгенерираат ќе биде многу сличен, ако не е ист. Па така, ако градиме продукти само со користење на AI алатки, можеме да дојдеме во фаза каде што сите продукти ќе личат еден на друг и нема да има реална конкуренција или конкуренцијата ќе биде преголема. Понатаму уште една битна информација е тоа што кога користите AI алатки, не градите доверба кај вашите крајни корисници. Интервјуата кога ги правиме, кога зборуваме со стейкхолдери, со крајни корисници или со потенцијални корисници, тие луѓе стекнуваат доверба во нас. Заради тоа што ние им велиме дајте ни ги сите информации, објаснете ни што вие макате и ние ќе ви дадеме одлично продукт решение што ќе ви го реши тоа. И не им вика така. Им вика, еве ги прашањата, што и да кажат, ние ќе сумираме, ќе анализираме и ќе дадеме highlights. На тој начин, нашите корисници, доколку се базираме само на AI, истражувања, можат да немаат доверба во брендот или во компанијата која го гради продуктот за нив. И последното е дека AI алатките не размислуваат когнитивно како што ние размислуваме. Да, тие ги поврзуваат точките, важните информации кои што треба да ги сумираме, но на тоа не додаваат интуиција, емоција, емпатија и на тој начин всушност не може нивното размислување да биде исто како нашата. Она по кое што се разликуваме од сите AI алатки е тоа што нас не издвојува дека имаме емотивен дел. Може би некој од вас ќе се сети или ќе му текне дека па и ChatGPT има емпатија. Ако му кажеме супер, ова многу ми заврши работа денес, тој ќе рече леле супер, многу сум среќен за тебе. Да, личи дека има емпатија. Но AI алатките и тоа се повеќе се прават на тој начин да имаат artificial емпатија, односно вештачка емпатија, да можат да имитираат дека имаат емпатија, а всушност тие се машини, немаат чувства и само калкулираат. Затоа за крај. Јас ќе ви кажам, користете го најдоброто од двата света. Значи, научете да си играте и да експериментирате со AI алатките. Не ги гледајте како сојузник или противник. Најдоброто е ако можеме да ги вклопиме во нашата работа, но да видиме како да ги вклопиме. Значи, треба да си играме со промптови, треба да си играме со алатки. Да видиме што функционира, да ги подобриме нашите промптови. Ако таа алатка не ни дава добри резултати, да пробаме некоја друга алатка. Најдете ги вашите go-to tools. Значи, ако ChatGPT ви дава одлични одговори за генерирање на research план, супер, ќе одите со ChatGPT. Ако Perplexity ви е најдобро за истражување, користете го Perplexity. Но немој да одите со некоја алатка само заради тоа што сите ја користат. Например, има, не знам, алатка и за user persona, која што јас ја пробав и ми извади искрено, значи, dedicated AI tool за user personi, ми извади површни user personi кои што на никој не би му биле од корист.
Понатаму, немој да го изгубите човечкото во цело ова. Како што спомнав и на претходниот слайд, убавото во правењето user research е тоа што ние им помагаме на нашите корисници да стигнат до верба во нас. Да изградиме ние емпатија за нив, но да ја пренесеме таа емпатија и на девелоперите, и на сите останати луѓе кои што се вклучени во процесот на градење продукти. И за крај, користете го и како инспирација, не како замена. Во скоро време нема да не замени. Ви благодарам.